Посакувам добар вечер. Ако ми дозволите, сакам да споделам нешто со вас, што верувам дека Господ ми го зборува, ми го стави на срце. Сакам да зборувам за Исус како извор на животот. Исус како извор на се. Пред неколку години, мојата бивша директорка дојде, се запознавме, прв пати беше, се представи жената и зборувавме и на крај ми остана осеќавање една изјава што таа ја даде, рече: ве молам, на нас учителите ни каже, ве молам, употребете ме како ваш извор, како ваш ресурс. Што сакаше да каже жената? Имам големо знаење, имам многу книги на располагање, имам многу веб страници што ги знам, имам многу материјали, ве молам, употребете ме како ресурс за да станете подобри учители. И се разбира мојата реакција каква беше, бидејќи јас сум така скроен да бидам осамен ренџер, волк самотник, е рекол, што се занесува оваа жена? Изгледа сака да контролира, сака се да оди преку неја. И се разбира, не го прифатив тоа. Меѓутоа, го заборавив тоа и најнаш Светиот Дух ме потсети. Зошто? Затоа што Светиот Дух, една од неговите функции е да не потсетува на она што Исус го кажал. Да не потсетува на пророштва, да не потсетува на што Господ лично не зборувал. И исто така да не потсети на некои работи и да не поучи со нешто и да постигне некоја поента. И добив како ментална слика, Исус ми ги кажува истите зборови. Николче. Инаку, знаете што мислев за Синди, за мојата директорка? Бев горд, не сакав да ја прифатам. Разбрав дека порано во Прага била учителка по уметност, по ликовно. И сега жена што учи по ликовно, ја викнале тука, станала директорка и сега треба да ме поучува математика како јас да поучувам, така? А мене Исус вака ми се обраќа, вика: Николче, а што со мене? Дали сакаш јас да бидам твојот извор и да бидам твојот ресурс за се? Инаку, луѓето за мене мислеа дека сум столар. Ама јас бев и сум Господ на господарите, цар на царевите. И тоа ме поттикна да размислувам на Исус како мојот извор на се. Се потсетив на уште една друга работа, кога работев како воспитувачка во градинка. На времето работев како... Тоест, работев како учител во христијанска градинка, се вика Мали пријатели, се уште постои во Шутка. И таму една од првите работи што ги учевме дечињата беше да разликуваат што е создадено од Бог, а што е направено од човек. И ќе му покажеме слика, например од дрво, и тие треба кажат, ова е создадено од Бог. Ќе му покажеме точак на сликата и тие треба да кажат, ова е создадено од човек. Ќе му покажеме човек на сликата и ова е создадено од точак. Така. Од точак, така? Или од Бог? И така, не секој извор што ние користиме, иако сме христијани, не мора значи дека од Господ. Барем јас знам во мојот живот дека понекогаш сум користил извори кои што се од Бог, но и некои извори кои не се баш од Бог. Сушто се ги поделил на во три категории. Има извори кои што директно ги користиш, преку твое лично откровение, Божи извори. Има извори што индиректно ги користиш, тоест преку нечие друго откровение, и ти ги прифаќаш и ги потребаш од твојот живот. И има извори кои што не се баш од Господ, или поточно кажано, извори кои што Бог не ги наменил ти да ги ползуваш. Кога размислуваме за Исус, знаете како размислуваат луѓето од овој свет? Исус бил добар човек, правил добри работи, може би некој чуда правил, си придобил ученици околу себе, си направил своја религија и сега таа религија трае и до денес, така? А има многу луѓе во светот кои што очекувале ова христијанство да се распадне, да го снема. Гледате Стар Трек, јас многу сакам Стар Трек. Создателот на Стар Трек, тој кажувал во 60-тите години, 70-тите,
До крајот на 20 век христијанството ќе изумре, нема да постои повеќе. Ова ме потсети на една црногорска серија што во моје време, во моето детство ја гледавме, сте слушнале? Секојаш го кажувам тоа. Джекна још не е умрла, а каче не знамо. Е така, христијанството уште не умрело, кога? Никогаш. Затоа што Исус, иако за луѓето од овој свет може би е добар човек или лажго, не знам што, за нас е извор на се. Тој е суштината, тој е есенцијата, тој е смислата на животот. Прва работа што знаеме, самиот тој го кажа тоа за себе си. Исус за себе тврдеше, јас сум патот, вистината, животот. Дојдете кај мене. Гледав еден комедијант како го најавува Клинт Исвуд и во присуство на сите други познати глумци. И кажува, сакам да кажам дека Клинт Исвуд овде е најдобриот глумец на сите, од сите. Вика, прашајте го него, тој сам ќе ви каже. И така може би луѓето си мислеле за Исус. Исус кога зборувал, не бил како другите религиозни водачи кои што кажуваат некоја мудрост. Исус посочува кон себе си. Исус кажува, јас сум изворот на спасение, јас сум изворот на вечен живот. Дојдете кај мене. Во Јован 1, од 1 до 3, Јован пишува, на почетокот беше Словото. И Словото беше во Бог, и Бог беше со Словото. И покасно вика, се стана преку Него, и без Него не стана ништо оно што настана. Значи, овој свет е создаден преку Исус. И ништо не стана без Него. Подолу, можеме да видиме во Јован 1.10, кажува, тој дојде во овој свет, светот преку Него настана, но светот не го позна. Во Евреи 1.2 кажува дека во последно време Бог ни говори преку својот Син, кој го назначи како наследник на се, преку кого и создаде се. Значи, Исус е причината за создавање на се, преку Него настана се, за Него настана се. Го прифаќаме дека Исус е центарот на се. Исус не само сведочеше за себе си кој е, Таткото посведочи за Него. Светиот Дух не просведочува и не повикува кон Него. Ние, со нашите животи, со нашите искуства, сведочиме дека Исус е Тој. Исус е тој кој што ти е вистински потребен. Исус е изворот, вистинскиот извор за твојата душа. Во Јован 4.24 Исус разговараше со самарјанката. Самарјанката беше жедна, се наоѓаше пред еден извор и тогаш Исус и даде една силна изјава. Рече, јас поседувам вода. И кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, нема да биде жеден довека. Туку водата што ќе му ја дадам ќе стане од него, во него извор на вода која извира во вечен живот. Значи пак Исус се препорача себе си и каже што поседува и потоа рече оној кој што ќе ја користи таа вода нема да ожедни за ништо друго. Поточно според мене твојот дух нема да биде жеден за ништо, затоа што му е доволно Господ, доволно му е изворот Исус. Меѓутоа може би љубопитноста на твојата душа и телесноста на твоето тело ќе натерат да користиш може би некои, јас би ги нарекол, алтернативни извори на живот, кои што Бог никогаш не ги наменил за тебе. Знаете, кога чекориме низ овој свет, замислете се дека сме изложени, ностоп има некоја понуда. Замислете се дека се наоѓате на полно излози, полно трговци кои што ти нудат, еј, земи го ова, без ова не можеш да живееш. Мораш да го земиш, мораш да го имаш. И затоа често пати ние дозволуваме да бидеме убедени од овој свет и да ползуваме извори кои што може би Господ никогаш не ги наменил за нас. Ќе кажем еден друг пример. Пред Великден решивме да одиме во Битола, кај мајка ми и татко ми. И моите деца, пред да стигнат во Битола, лиги им течат. Зошто? Затоа што знаат дека баба ќе направи ќофтиња со компирчиња.
Знаете што се ќофтиња, мали хамбургерчиња? И отидовме, влеговме и кога гледат, баба ми направила риба со компирчиња. Може да замислите какво разочарување во нивните очи. Риба. Ние лично да ги навиктавме многу риба да сакат. Јас не јадам, Маја не јаде, може јаде, ама јас не јадам. И заради мене не јади никој. Така. И сега викам на мајка ми, шо ти текна? Секогаш кога дојдеме кај тебе, дали е празник, дали не е празник, знаеш дека ќофтиња. Таа вика, гледав телевизија и нашите стручњаци, знаете на телевизијата наша, полно стручњаци за медицина, за вера, за било што, и рекле, мора посно пред Великден, мора риба. И таа сготви риба. И ми дојде оној стих кај што вика, верата доаѓа преку слушање, а Божјата вера доаѓа преку слушање на Словото. Меѓутоа, често пати ние дозволуваме и другите застануваме пред тие излози, пред тоа што ти нудат, се заинтересуваме, го примаме тоа и потоа најдеш себе си дека користиш некој извор кој што Господ никош не го наменил за тебе. Верата доаѓа преку слушање. Добро, првата страница поминавме. Уште 6. Сад са типол, ќе видам. Токму затоа црквата тука е место каде што го слушаме словото на верата, вистинската вера. И тука ние го славиме изворот наречен Исус. Го обожаваме изворот Исус. Му пееме на изворот Исус. Го препорачуваме на другите изворот Исус. Но сепак постои можност да отфрлиме Божи извор и да замениме со некој туѓ. И јас се прашувам секогаш, која е причината? Зошто некој тоа би го направил? Знаете што? Најверојатно, тој користел Божи извор, ама индиректен Божи извор. Тоест, откровение на некој друг, а тој извор никогаш не го разбрал, никогаш немал лично откровение за тој извор, само некој го убедил дека тоа е од Господ, дека така треба да прави, така му е протумачил Библијата. И потоа самиот ќе види по некој време вистински ова не делува кај мене. И ќе си најде некој друг извор чишто извор не е од Бог, ама навидум делува за него и ќе рече па ова делува за мене. Знаете, затоа што тој секогаш барал формула. Ова формула не делува, ама ова формула сега делува за мене. Меѓутоа на таков начин тој му дава слава на личност, а не на Господ, или на наука, или на технологија. Често пати, кога станува збори за извори, бараме, како кажам, нашата душа има потреби, така? И бараме задоволување на потребите на нашата душа преку некои извори кои што не се вистински, некои не се вистински за нас. Господ ми даде ментална слика, како ми дава скапоцен камен со одредена боја, не е важна бојата, и ми вика, земи го. И јас си го земав, си го примив, си го ставив во духот. И си викам, зошто ми е потребно ова? И почнав да истражувам на интернет. Што значи тој скапоцен камен, неговиот облик, неговата боја. И потоа, кога прочитав што значи, реков, аха, ова е што претходно се жалев, дека ми недостасува мојот живот. Зошто јас не можам да го примам тоа, гледам дека другите така ги третираат, мене не ме третираат, ме разбирате? Имаше празнина во мојата душа и очекував таа празнина да биде исполнета од одреден извор, ама не беше. И Господ вика, еве јас ти го давам. Директно од мене, прими го. И така сега, секој пат кој ќе ми дојдат тие мисли, зашто ова го немам, другите го имаат, ќе се посетам, аха, ама Господ ми го даде. И сега во себе си, јас можам мојата душа да го прими тоа што било празнина за неја да се исполни. Има во Лука 3:5, отприлика вика дека Господ ќе исполни секаква долина, секаква празнина и ќе спушти секаква планина. Значи, ако има некоја празнина во нашата душа, а зашто е празна? Затоа што изворот кој што бил наменет во овој свет, природен извор, да ги задоволи тие нашите потреби, може и не делува, секнал. И тогаш Господ доаѓа и вика, јас ќе ти го дам тоа. Јас сум посовршеното. Разбирате што сакам да кажам? И може би на некому од вас не примере љубов од родители, не примере љубов од татко. И душата е тоа празна. И знаете што?
Бог е твојот небесен татко. И со вера ти можеш да ја примиш таа празнина. Некој од вас може би сте осамени. Некој од вас може би сакате да бидете заштитени или да бидете заштитници или било што. Господ може да ја пополни таа празнина. Ми разбирате што сакам да кажам? Господ е вистинскиот извор. Не мора вечно да чекориш како сираче, како не, како да кажам, неизлечен. Во Господ имаш тие ресурси, кои што овој свет не ти ги дал, да ги примиш директно на неја. Псалм 23, од 2 до 3, вика, Господ е пастир мој, ништо нема да ме недостига, тој ме пасе на плодни пастишта, ме води на тивки води, ми ја закрепува душата моја. Користи го тој извор, Божиот извор, за закрепување на твојата душа. Што станува со телесните потреби? Зависности може би болести. Јас би рекол вака, кога ќе ги користиш изворите од Исус, од Бог, и душата, и телото, ќе се дојдат на своје место. Ти не си повикан да бидеш слуга на телото, на сите потреби. Ми се јаде, ми се пие, и одма ти трчај. Телото дава некои сигнали. Сакај си го телото. Телото не е зло. Некој кажеле, телесното е зло. Некој вика дека е добар слуга, лош господар. Ти си повикан да му служиш на Господ. Духот е бодар, а телото е слабо. Еве, например, јас имам сведоштво. Би рекол вака, стекни си ти своје сведоштво. Веруваме на Господ и ќе те ослободува многу работи. Немој да кажеш, не, ова е премногу, ова е телото ме тера, не можам да се борам тоа. Јас, например, Господ ме ослободи од јадење чоколадчиња. Многу сакав чоколадчиња, многу сакав блакци. После работа или за време на пауза ќе ме најдеш таму во продавничката и си купам едно или две, три крем бананчиња. Мора, после јадење мора нешто благичко. А од друга страна пак телото не ми прима благо. Заглавува во ВЦ со 2 сати. Нешто сум, како се вика тоа, алергичен на млеко, на лактоз интолеранција, таква нешто. А од друга страна сакам. И пред една година решив, нема да јадам чоколадчиња. И не јадам повеќе со Божја сила. Значи можело. Не знам од каде. Сега уште пијам Кока-Кола Зеро, ама Розе ќе се моли за тоа Господ да ме ослободи. И тоа било штетно. Нема шекер, ама пак било штетно, не знам што е. Сите земаме нешто. Знаете тоа? Сите сме под некое влијание. Не, јас сум чист. Користиш некои извори и си под влијание. Понекогаш по однесувањето на луѓето можам да видам, знаете, пошто гледам дека се под некое влијание, дека земале нешто, дека се под некој извор, начинот на кој што зборуваат, начинот на кој што се однесуваат. Ќе промените дека некој човек нагла промена во однесувањето, во држањето, во мислите, земал нешто. Така сите земаме нешто. Прашање е дали е тоа Божи извор или пак може да биде извор на гордост или извор на тага или извор на горчина. Сеќавате на денот на Педесетница или на Пентекост? Светиот Дух прв пат се спушта врз учениците и што прават учениците? Излегуваат надвор и почнуваат да зборуваат на разни јазици да го слават Господ. Која била реакцијата на луѓето што ги наблюдувале? Се напиле овие, не знам како, со вино, со сладко вино, со печена ракија, не знам. Или како се вика, греана ракија. Да ги испечеш малце потешко. Меѓутоа ние знаеме која беше причината, зашто така почна да се несуваат? Светиот Дух. Дојде Светиот Дух, прими ја сила и почна да го слават Господ. А пред тоа биле скриени некаде. Може би пиеле од друга чаша, од друг извор.
Може би пиеле од чашата на разочарување. Не го убија Исус. Може би пие од чашата на стравот. Ако го убија него и нас ќе го убијат. Да не дозна дека сме негови ученици. Меѓутоа некои пак може би во исто време пиеле од чашата на надежта. Затоа Зоран зборува за надеж многу. Затоа што Исус им ветил: седете заедно, молете се и јас ќе дојдам. И тоа се случи. Така да сите сме под влијание. Дури понекогаш размислувам, знаете, последно време зборуваме за слободната волја, дека човекот има слободна волја. Понекогаш ја обвинуваме слободната волја да не беше слободната волја. Ама ете, има слободна волја човекот и не го следи Исус како што треба. Понекогаш размислувам дали таа слободна волја е вистински слободна. Сакам да кажам дека кога слободната волја ќе се реши за нешто што не е од Господ, и најнаш станува под влијание на некој друг извор. Ме разбирате? И веќе е измамена, веќе е, како да кажам, не е слободна повеќе. И може би треба да чекаш таа личност да се отрезни малце од тоа што го земал, да си дојди кон себе си, потоа во тие кратки моменти, кога слободната волја е вистински слободна, тогаш може да го прифати Исус. Ова е само моje размислување, не мора да значи така. Има смисла. Јас верувам дека вистински слободната волја е слободна која ќе го избереш Исус. Тогаш не си изманипулиран. Тогаш не паѓаш во илузија. Веќе знаете, Божјото царство е реалност, не е утопија. Ќе ви кажа за една друга работа. Сонував сон. И се разбудив од сонот и ми дојде еден стих на англиски. Слушно тоа како да пееше некој хор, ангелски бабчорки, да кажам. Отприлика вака пеа Lean на англиски, ќе кажам прво. Lean to Sophia, not to Utopia. Climb to her heights, take her advice. Разбирате? Оно што го слушав беше во стил Lean to Sophia, not to Utopia. И така цел ден си пеев тоа. Lean to Sophia. А тоа што Светиот Дух ми кажа да се приклонам кон мудроста, а не кон утопија. И да се искачам на Божите височини, на мудроста, и он неа да примам лично совет. И потоа размислував што е утопија. Утопија е желба на луѓето да изградат некој современо општество, така. И видовме дека комунизмот е утопија, така. Социализмот е утопија, капитализмот е утопија, било што е утопија. Знаете што, јас верувам дека единствено известно и реално е Божјото царство, кое е веќе тука. Се без Бог е на некој начин утопија. Науката и технологијата без Бог е утопија. Зошто? Затоа што без Бог науката и технологијата нема да направат подобар свет. Ки измислат уште поголеми митралези или топови или нуклеарни бомби. Медицината без Бог нема да го подобри овој свет, нема да изгради современо општество. Меѓутоа Божјото царство, она што од ние го навестуваме, тоа е совршеното општество. Со царот Исус. Во Псалм 23:5, повторно се враќаме на Псалм 23:5, има еден стих кај што вика: се приготвил, го знаете тоа? Се приготвил пред мене трпеза на очиглед на непријателите мои. Се помаза главата моја со елеј и чашата твоја ме напојува со блаженство. Или тука пишува, мислам дека чашата твоја, ти што ми си даваш, се прелева. Бог припремил чаша за тебе. Има благослов, има одредена благодат за тебе, што треба да ја пиеш и да се радуваш и да бидеш исполнет. Веруваме во тоа? И тоа не е сиромашна чаша, туку таа се прелева. Како викаше Ванчо Петрушевски, кога кажуваше од изворот: ова грга. Знаете тоа? Како беше? Добро, не е важно. Ова течи, ова грга. Се прелева. Да. Меѓутоа, понекојаш упорно земаме некоја чаша која што или бараме од Господ некоја чаша
и Господ ти кажува, вистински сакаш да пиеш таа чаша? Дали се сеќавате на еден момент кога доаѓаат Јаков и Јован, како ја викале Јаков и Јован? Синови на громот, така ги нарекол Исус. И доаѓаат и барат од Исус, кога ќе дојдеш и ќе завладееш од твоето царство? Да. Ако можеме седнеме јас од едниот од десна страна, другиот од лева страна на престолот. И Исус ги прашува, не знаете што барате? Дали можете да ја пиете чашата што јас ја пијам? Можеме. Нема врска што кажува, ама и вика, во ред ќе ја пиете, затоа што јас како што пострадав и вие ќе пострадате за евангелието. Ама кој ќе биде од десна и лева страна, тој е мојот татко ќе одреди. Така понекогаш и ние сакаме некоја чаша, сакаме некоја позиција, сакаме нешто. И Господ вика, дали си свесен што бараш од мене? Јас одредив дел за тебе. И тоа е совршено, биди задоволен со тоа. Често пати се држиме упорно некоја чаша, кој што не е наменета за нас. И може би да е чаша на горчина, може би да е чаша на разочарување. Знаете што би рекол вака? Застани пред Господ насамо и кажи му, Господе, дали сум под влијание јас? Дали користам некој извор кој што тебе не ти е угоден? Во Изреки 3 глава, 5 и 6 стих, што вика? Верувајмо на Господ, имај добро во Него, во сите своји патишта признавај го Него и Тој ќе ги исправи твоите патики. И така, кога ќе застанеш пред Него, давај му се, изложувај му. Господе, имам намера, ова и ова да го правам. Дали е од тебе? Дали е ова извор што треба да го пијам или не? Господе, ако сум исполнет со некоја работа кој што не е од тебе, испразни ме, отрезни ме, зашто сакам да идам исполнет со работи од тебе. Ми разбирате? И Господ ќе уважи вашата молитва. Ништо не гледам тука. Извори, може ова ќе звучи малце тешко, и то верувам дека вистината. Извори кои што упорно ги користиш, тврдоглаво ги користиш, а не се од Господ, никош не биле наменети за тебе да ги користиш, на крај имаат голем потенцијал и тенденција да станат жаришта. А знаеме што се жаришта. Жаришта во умот, жаришта во душата, и тоаш ќе се соочиш со еден куп проблеми. Христијанскиот живот е интимност со Господ. Христијанскиот живот не е систем или склоп на доктрини, правилни доктрини, кои што ти треба да ги веруваш. И би рекол вака, христијанскиот живот не е живење за одредени настани. Едва и чекам на 25-ти, тогаш ќе биде супер, јас би рекол ќе биде супер сигурно, ама го искористи го секој момент. И христијанскиот живот не е живење за одредени настани, и во тој настан Исус ќе се покажи. И во тој настан Исус посебно ќе делува и посебно ќе бидеш благословен. Ми разбирате што сакам да кажам? Нас така не учеа. Постои настан кој што се вика треба да ги исповедаш гревовите и да го прифатиш Исус во своето срце. Тоа е добар настан, ама не мора значи, затоа што има луѓе кои што никогаш не молеле таа покајничка молитва. Ама нас не почувале. Ме разбирате? Треба прво тоа да го правиш. Потоа постои настан кој што се вика крштевање во вода. Мора да го направиш тоа. Откајнеш да можеби нема да се спасиш, така? Ама во тој посебен настан посебно Господ ќе се појави. Па постои настан кој што се вика крштевање во духот. Па постои настан кој што се вика зборување на јазици. Мораш да помениш низ тоа. Па постои настан кој што се вика ракоположување и така натаму. Јас би рекол се тоа добро, меѓутоа христијанскиот живот не е живење за одредени настани, чекање одредени настани, туку секојдневно. Исползувај го секој момент. Чекорење со Исус. И може би Исус ќе те крштева со Свети Дух пред да бидеш крштен со вода. Ми разбирате? Затоа што кај него не постојат... Ние сме направиле систематизирана теологија. Јас би рекол вака, некој кажал многу мудро, немој задоволството од правилна теологија
да те лиши од задоволството да го сретнеш Господ. Ние сме православци, сме биле порано, повеќето од нас, така? Кој е грчкиот збор? Ортодоксија, православење. Значи, во својата историја, православната црква се борела правилно да размислуваат. Ортодокса значи правилно размислување, правилно славење на Господ. Разбирате? И ни сета таа борба против ересите во црквата, сепак на крај заглавиле со некои сомнителни доктрини, како е што е обожавање на Марија, обожавање на светци, на икони, не разбирате? А се бореле поради тоа. Јас би рекол, престани да се бориш, престани да се плашиш, ова не е правилно размислување. Сите ние треба правилно да размислуваме, сите треба да имаме правилна теологија. Се е тоа во ред, разбирам. Може да читаш Библијата на ваков начин. Сакам правилно да размислувам, сакам да имам правилна доктрина за се. Или може да ја читаш на ваков начин. Сакам да го искусам ова, што го кажува Павле, кога вика, Павле ли беше? Да пристапуваме слободно, смело пред престолот на благодата. Сакам да го искусам тоа. Затоа што тој престол на благодат, знаете што? А реално постои. Тој е духовна реалност. Не е нешто символично кажано. И така ти можеш да ја читаш Библијата на начин да сакаш да стекнеш повеќе знаење за Господ, да го запознаеш. Инаку, ќе живееш ностоп од нечии други искуства, нечии други откровенија. Ме разбирате што сакам да кажам? Јас би рекол, немојте да бидете мрзливи. Тоа ти исто како да кажеш, жено, направи јадење, ама она како што сакам. И ќе ти направи кутата жена и ќе речеш како беше, ќе те праша како беше, па малку сол фалеше и требаше да па земи си, оди таму во кујната и направи си ти како што сакаш. Направи ги тие состојки што ти ги сакаш. Јас би рекол, не бидете мрзливи. Имајте своје откровение. Имајте своји искуства. И потоа споделете ли пред другите. Ке споделам само накратко некои принципи на Божјото царство, кои што верувам дека се од Божјото царство, нема да ги дискутирам. Значи, не чекање одредени настани, туку постојаност со Господ, чекорење со Господ. Не формули, туку лично откровение. Не рецепти, туку истражување во вера. Понекогаш ние христијаните ми личат на некои две жени кои што на телефон зборуваат. И што треба да ставам? 3 јајца или 5 јајца, брашно треба, пециво, не знам. С некои формули, се некои рецепти. И ќе го направи така, и нејзе нема да испане. На другата жена ќе испане супер. Зошто? Затоа што нова шпоредот ти е подобро. Не форма, туку функција. Често пати ние сме фокусирани на формата, ова да изгледа убаво, да изгледа прилично, така? А понекогаш нема никаква функција. Ме разбирате? Навидом површно изгледа дека е супер, ама нема никаква функција. Не донесува благослов за сите. Која е целта на Бог за нас? Една од неговите цели за нас е, како што Исус е извор на се, и ние да станеме извори во овој свет. Нели го читавме тој стихот кај што вика од неговата утроба ќе потечат реки од жива вода и ние ќе станеме извори. Во 1 Коринтијани 15:45 зборува за првиот Адам и за последниот Адам. Исус е последниот Адам, така? На кој начин оживе првиот Адам? Вика дека Господ од калта, од земјата, вдахна свој здив, свој дух и човекот постана жива душа. Така? А последниот Адам пак пишува дека е животворен дух или на друго место кажува животодавен дух. Значи сега последниот Адам, Исус, тој пак го прави обратното. Тој самиот вдахнува дух во мртвите души и тие оживуваат за Господ. Не разбирате? И ние сме повикани за тоа. Да бидеме негови извори. Дали знаете дека ние сме, како христијани, небески портали? Некои кажуваат, видов портал, отворено небо и влегуваш право во Божјото присуство. Всушност, ние сме извори на Божјото царство. Ние сме портали.
преку нас луѓето го запознават Господ. Значи, завршувам полека. Кој е заклучокот? Кој е пораката на оваа порака? Но што го кажав. Гледавте Евровизија? Некој анализира зашто поминавме толку добро, зашто се пласираме после долги години во финалето и рекоа затоа што ова е добра песна, ама има и порака. Порака за гордост, да видиш гордост нешто. Ама важно има порака. Така, која е тука пораката? Што ќе научиме од ова што јас го кажав? Направи го Исус директен извор во твојот живот, а не индиректен. Како што кажав, поминува време нас само со Него. Добра работа е што можеш да правиш, се предаваме на Него. Господе, ги гледаш овие мисли во мојата глава? Ти си изворот на тоа. И ќе те праша, и какви се тие мисли? Па да му цркне на комшијата кучето многу лае. И што мислиш, тоа јас би ти го кажал? Па најверојатно не. А ова чудна мисла ми дојде да му дадам пари на тој и тој. Господе, од тебе? Да. Ај. Значи, испитувај ги твоите патишта и тој ќе ги исправи. Да. Во Јаков 3:17 зборува за мудроста која што доаѓа од озгора. Гледате каква е. Мудроста која што доаѓа од озгора е чиста, миролюбива, обзирна, понизна, полна со милост, со добри дела, непристрасна и искрена. Кога на таков начин доаѓа мудроста е од Господ. Ако доаѓа со нервоза, со фрустрација, со немир, со завист, со љубомера, најверојатно изворот не е од Господ. Друг совет кој би дал е биди секогаш блиско до Божите извори. Биди блиско секогаш до црквата, затоа што тука слушаме и примаме од Божите извори. Ме разбирате? Го слушаме Божјото слово, се фокусираме на Царството небесно. И тоа е добро за нас, за нашите души, за нашите тела. Дечко, што ми снимаш? Се плаќа за тоа. Биди секогаш близок со Библијата. Биди близок во молитва. Биди близок со дружење со други христијани. Бидејќи во Псалм 1:3 пишува, тогаш ќе бидеш како дрво посадено покрај изворски води. И секогаш даваш плодови во вистинско време, цветот не вене и се што правиш напредуваш. Амин. Биди близко до Божите извори. Дали се сретнале успешни христијани, освен мене? Кои што се секогаш расположени, кои се секогаш радосни, кои што секогаш го слават Господ, секогаш се полни со сведоштва. Дали знаете која е нивната тајна? Затоа што црпат директно од Божите извори. Затоа што живеат пред се од лични откровенија со Господ. Секогаш црпат и секогаш имаат нешто од Господ. Пробај да ги натераш таквите луѓе да земат од некој извор за кој што знаат не е од Господ. Пробај да го натераш Зоран да јаде граф, например. Нема да успееш. И не дека живеат таквите луѓе според закон, туку затоа што го сакаат Господ, сакаат да ги вршат неговите заповеди. Затоа што го вкусиле Господ, примирил неговата вода, не жеднаат повеќе за други работи. И затоа што едноставно сакаат да му угодат на Господ. И веруваат дека имаат сила да ги вршат неговите заповеди. Зошто? Затоа што неговата благодат е силна во нив. И така некои луѓе ќе кажат, овие живеат според закон, според принципи. Павле рекол, јас не живеам според законот од Мојсей, туку според Божиот закон, според законот на љубовта. Во Откровение, една од црквите, се не сеќам точно, не мора да бараме, не го наоѓа тој стих,
И било кажано на таа црква, немој да ја запоставуваш и да замаруваш првата љубов. Тој збор прва љубов е многу интересен. Јас се сеќавам, дали ти се сеќаваш кога прв пат го запозна Исус, кога поверува? Во Дела 16:34 зборува за чуварот на затворот во Филипи. Бил сведок на чудо, каде што Павле и Сила биле заробени, тој ги чувал, тие си го славеле, Господ му пееле цело време и најнаш панеле оковите и тој ја видел Божјата сила и поверувал. И потоа ги поканил дома кај него и вика и многу се израдува затоа што поверува. И тој и целата негова фамилија. И така кај мене постоеше радост, затоа што донесов одлука за Исус, затоа што го прифати, затоа што поверував, имаше радост во мене. Се чувствував како некоја врата која што долго време била затворена за мене или секогаш, сега нагло се отворила. И од таа врата најнаш излезе мир, слобода, радост, исполнување, татковска љубов, прифатеност. И имав енергија, имав сила. Одев од студентски дом Госе Делчев, кој што е во Тафталиџе, до студентскиот дом Стив Наумов, кој што е во автокоманда. И не си сморував, дури си потрчував да им сведочам на студентите, на колегите. И Господ ме подсети дека всушност таа љубов, таа прва љубов е како некоја порта која што се отворила за мене. И вика, на таа врата, на таа порта, рачките се од твоја страна. И ти можеш секогаш, ако видиш дека е позатворена, да ја отвориш и да дозволиш Божјата слава повторно да се излее во твојата душа, во твојот дух, во твоето тело. Има еден стих во Откровение кај што вика, Исус ти вика, дојди да вечераме заедно, дојди да јадиме. Исус те поканува, дојди да се дружиме заедно. Директно од мене прими вода, јади од мојот леп. Во Откровение, овој е последен стих, во Откровение 22:1, ангелот му покажа на Јован, му ја покажа реката на животот. Нели ја пеевме таа песна, река на вечниот живот. Му ја покажа реката на животот, вика, беше бистра како кристал и таа вода истекуваше од Божиот престол. Тоест од престолот на Бог и на јагнето, на Исус. И ако ти си го прифатил Исус како свој Господ и Спасител, тоа значи Господ кој ти ја рече ти си мој Господ, тоа значи дека ти си мој Господар, така? Ти си мој Бог, ти си мој цар. Што прават поданиците? Па некогаш одат пред царот, пред неговиот престол и се поклонуваат. Така? Значи, од една страна ти доаѓаш како негово чедо, како татко, и тој ти исполнува се што ти е потребно, ти ја закрпува душата. Од друга страна доаѓаш кај него и исповедаш, ти си Господ, ти си цар, да биде твојата волја. Јас те служам тебе. И тогаш доаѓа тој таа река од жива вода и ти исполнува тебе. Јас би рекол, искусија таа река на жива вода. Не е нешто символично, исто така е многу реално во духовниот свет. Погледни ја, колку е сјајна, колку е бистра. Некој вика дека е преполна со кристали, со скапоцени камења. Допри ја, нека помине низ твоето духовно тело, твојот дух. Вкуси ја, напи се од неја. Искапи се во неја. Можеш дури да ја дишиш, нема да се задавиш. Ако дишиш вода, да ја дишуваш, обична вода ќе се задавиш. Ова може да ја вдишуваш, да ја мирисеш. И тоа ќе те охрабри, тоа ќе те оснажи. Ова не е илузија, ова не е утопија. Ова е вистина. Може да имаш таков живот. Во ред? Ајде се помолиме за крај. Ајде со вера да одиме пред Божиот престол и да видиме таа вода како излега од Божиот престол и едноставно да пиеме од неја. Фала ти, Татко Небесен. Фала ти, Господе, што како ангелот му покажа на Јован, му ја покажа реката на животот, така сега ти не ја покажуваш, Господе. Со вера, Господе, одиме пред Божиот трон. Имаме пристап преку жртвата на Исус Христос, преку неговата крв, завесата е расцепена
И ние имаме пристап до најсветото место, пред самиот Твој престол, Господи Боже мој. И таму, Господи, гледаме Твојата слава. И исповедаме дека Ти си наш Господ, дека Ти си наш цар. Застануваме пред престолот на Таткото и на Синот. Хвала Ти, Господи. И, Господе, гледаме како таа река од жива вода, чиста и бистра како кристал, доаѓа на кај нас и не исполнува. Ние закрепува нашата душа. Дури делува нашите тела и ни носи радост, ни носи слобода. О, Господе, води не, Господе, преку Твојата мудрост. Секој ден да црпиме од Твоите извори, Господе. Од изворот на мудроста. Од Твојот извор на исцеление. Од Твоите извори на водство, Господе Боже мој. Веќе Ти, Исусе, си патот, вистината и животот. Ти имаш за нас се што не е потребно. Во името на Исус, Татко Небесен, Ти благодариме. Амин.